За 400 милиони евра е зголемен државниот долг во првите 3 месеци од годинава, а јавниот долг за истиот квартал е зголемен за 422 милиони евра и тоа во време на криза, алармира лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Според него, власта не знаела да се справи со кризата, а за тоа било доказ лошото менаџирање со народните пари. Згора на се, додава Мицкоски, граѓаните тонат во сиромаштија, а задолжувањето вели го плаќаме ние, нашите деца и за жал неродените деца. 400 милиони евра, ќе повторам. Е зголемен долгот за еден квартал. Они се сакаат тој долг да го зголема за 1 милиарда и повеќе за следната година, затоа прават така екстремно голем буџет, за да можат да врват договорите во 4 очи. Да врват договорите во 4 очи, знаат дека тај е последна година, би рекол, и викаат, ајде, дај што може да се земе, да се земе. Ама забораваат дека има одговорност. Покрај лошата финансиска состојба во државата, Мицкоски вели дека владата потврлила и со реализацијата на капиталните инвестиции. Иако власта за догодина предвидува 795 милиони евра, сепак реализацијата на капиталните инвестиции изминативе години секогаш потврла и за жал е многу помало од првично планираното. Предвиделе капитални инвестиции од 49, ни помалку ни повеќе 49 милиарди денари. Оваа година предвидуваа најпрвин 38 милиарди, викаа златното правило, Фатмир Бесими викаше и така натаму. За со ребалансот да намалат на 32 милиарди, а заклучно со првите 10 месеци од годината, со 31 октомври, успеале да реализираат 14 милиарди. А вас ви вели градоначалникот дека реализирале рекордни 75% од капиталните инвестиции. Така работи ВМРО-ДПМН, а така краде СДСМ. И додека опозицијата критикува дека економската состојба не чини, владата за 2023 предвидува проекции за економски раст од 2,9% и дури 4,6% во следните години. И сето ова се случува во време кога Светска банка предупредува дека земјава е на работна рецесија.